Зборувам за малкумина нивни измекери и лакеи, кои што се уште постојат и екзистираат во обвинителството и судството. А како да кажам поинаку? Кога еден случај не процесуира, еден случај не отворија, а повеќе од 80 кривични пријави чуваат длабоко во фиоките на институциите со кои раководат. И не е прашањето дали ги заслужуваат платите, туку тоа што се нафатиле да им бидат слуги на нивните политички народбодавци. Не им е нервозата поради тоа што јавноста им бара резултати, туку поради тоа што сега ќе мора да дадат извештај за тоа како работеле и зашто од нивната работа нема резултати. Не може да постојат криминални политичари овие 30 години, а да не постои судство и обвинителство кое тоа го аминилало. Особено не ако се знае дека тоа е еден меѓу себе поврзан синџир. Објаснувањето за 2% доверба ќе го видите токму во потеклото на овие судии кои се или од СДСМ или од Демократската унија за интеграција. Но, иако се нервозни, иако на секое мое кажување на вистината за судството тие реагираат и паничат, како да е загрозена нивната независност. Треба да знаат и тие, и нивните газди политичари дека доаѓа денот кога мора да се понесе одговорност. Зар не е време да си подадеме рака? Зар не е време нашата енергија, знаење и способност да ги вложиме во позитивните промени? Да ги вложиме во општина Радовиш, која ќе биде чиста, безбедна, просперитетна и праведна, во која едните и другите ќе бидеме поддршка и само така успехот ќе ни биде загарантиран. Овој вреден радовишки народ заслужува многу повеќе.